Иран и Соединетите Американски држави влегуваат во клучна рунда преговори во Женева. Третата рунда индиректни разговори е повторно со посредство на Оман. Иранскиот тим е предводен од министра за надворешни работи Абас Аракчи, а американската страна е представена од специјалните пратеници Стив Витков и Джаред Кушнер. Преговорите се фокусирани на контроверзната иранска нуклеарна програма, а Соединетите Американски држави сакаат да го спречат раководството во Техеран да развива нуклеарно оружје. Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека Иран се стреми да развие интерконтинентални балистички ракети што би можеле да стигнат и до САД. Вашингтон забележал дека Иран го проширува дострелот на ракетите што веќе се во својот арсенал. Иран веќе поседува оружје способно да се закани на големи делови од Европа. Ова е неодржлива закана. Владата на Иран ги негира таквите намери, но изрази подготвеност да ја ограничи својата нуклеарна програма. За возврат Техеран баре укинување на строгите економски санкции. Исламската република не сака да разговара за други теми што ги покренуваат Соединетите Американски држави, како што се ограничувањето на незиниот ракетен арсенал или прекинувањето на поддршката за милитантните групи како Хезболах во Либан. Подготвени сме да ги отстраниме загриженостите, но не сме подготвени да се откажеме од нашето право за мирна употреба и нуклеарна технологија. Пред речиси една недела американскиот председател Доналд Трамп постави ултиматум до раководството во Техеран со рок до почетокот на март. Или ќе постигнеме договор или ќе биде несреќно за нив, рече Трамп. Соединетите Американски држави значително го зголемија своето воено присуство во регионот.